Игралишта кои се во општина Струмица, постојаните, наша обврска е да ги одржуваме истите, но нормално е да ги надградуваме постоечките капацитети и изградба на нови. Еден од првите проекти кои го започнав како градоначалник беше реконструкција на постојаните детски игралишта во гимназијата Јана Сандански. Таму беше поставено современа полипропиленска подлога на фудбалското игралиште, кошаркарското игралиште, како и на одбојкарското игралиште. Имаше оградување помеѓу фудбалското и кошаркарското игралиште и поставена соодветна трибина. Се направи еден добар комплекс во овој дел на градот, каде го користат сите наши сограѓани за рекреативни и спортски потреби. Моментално е во завршна фаза повеќенамensко игралиште во Банско. На барање на граѓаните, може да кажем повеќегодишно барање, се започна со изградба и е во завршна фаза реализацијата на ова повеќенамensко игралиште, каде ќе бидат поставени соодветни реквизити. Во моментот работиме на изнаоѓање, во моментот се работи на проект за изготвување на систем на затоплување на спортската сала во Основното училиште Никола Вапцаров и се надевам дека за наредната сезона салата ќе биде соодветно затоплена. На делот игралишта не се во добра состојба подлогите на игралишта, по-конкретно во основните училишта, и затоа сега втора фаза во соработка со Министерството за спорт сме насочени постојано на иста таква подлога и на дел на игралишта од основните училишта. Исто така има сериозен проблем со протекувањето на вода во спортската сала во основното училиште Видео Подгорец. Се работи на проект и очекувам дека истиот ќе биде реализиран до крајот на годината, да го решиме трајно овој проблем. На детски игралишта по одредени места во општина Струмица ќе бидат поставени реквизити за најмладите и нормално постоечката инфраструктура ја одржуваме континуирано. Значи, во делот каде што има услови за изградба, ќе изградиме нови, постојаните ќе ги одржуваме и нормално започнетите проекти, наша цел е да ги дореализираме. Таков е проектот со затворениот базен во близина на комплексот на Пандев. Таму имаше одредени ситуации, проблеми, сега тие проблеми се надминати и очекувам истиот да биде завршен и да биде ставен во функција на граѓаните. И младите и спортот се исто така, како што знаете, поврзани, и инвестицијата во младите во спортот е наша најдобра инвестиција. И една од приоритетите и во мојата предизборна кампања и во иднина ќе бидат младите и спортот. Затоа наша цел е, како што реков, максимално да се насочиме према нив и да возможиме соодветни пристојни услови за рекреативен спорт, но нормално и за професионален спорт. Исто така сакам да нагласам дека во периодот што доаѓа со јавното претпријатие Паркинзи ќе извршиме и поставување на соодветно осветлување, за да можат во ноќните часови во летниот период истите капацитети да бидат подобро искористени. Но сето тоа што е направено е во интерес на сите граѓани, независно и од старосна структура, но најбитно е да може да нашите граѓани пременуваат здрави навики, здрави практики, да може да спортуваат и да може да испорачаме соодветно услуга према нив.